Вреди обвинува за намалување фронтот на Дуи, се фали дека со пописот го зголемиле бројот на албанци во земјава. Одлуката на Уставниот суд да ја укине методологијата која иселениците ги броеше како нерезидентно население денеска доби поддршка од коалицијата на Дуи. Од таму сега сметаат дека сите иселеници се дел од населението на Македонија. Се заканија со кривични пријави за нерамномерна распределба на буџетските средства во општините. За исклучувањето на граѓаните кои не биле предвидени како нерезидентни, не биле предвидени во буџетот на општините, ќе бараме од обвинителството да покрене одговорност кон нив и во спротивно тие треба во што поскоро време да ги враќат средствата кои се земени, кои не се дадени на овие општини. За вреди бришењето на диаспората со пописот е тешко предавство. Повеќе од 20 години власт Дуи со своите деструктивни политики не донесе развој, туку иселување. Не само што ги натера стотици илјади албанци да емигрираат, туку по пописот на населението во 2021 година ги избриша и оние што останаа. Пописот се претвори во средство за намалување на реалноста на албанците во државата, додека раководството на Дуи, како и секогаш, одбра да молчи пред уште едно ново политичко злосторство. Премиерот Мицкоски веќе понуди решение за надминување на ситуацијата. За поквалитетни бројки тој понуди електронски попис заедно со избори во една изборна единица на кој би се дало право на гласи на диаспората. Но за СДСМ електронскиот попис би можел да биде проблем. Прво, многу луѓе имаат лични карти кои што се водат на друга адреса, имаат повеќе имот станови, куќи, и голем е тој процент. Над 25-6% се тие луѓе. Што значи дека првиот предизвик електронскиот попис е нема да има вистинска мапа на населението. Односно, нема луѓето да бидат регистрирани таму каде што вистински живеат, туку само по личната карта која што во многу случаи на друго место. И втората работа што е предизвик за електронскиот попис, ја нема националноста во ниту една електронска база. Уставниот суд минатата недела ја укина методологијата со која иселениците се попишуваа како нерезидентно население. Од друга страна, резултатите од пописот покажаа дека во одредени општини значително се намалил бројот на резиденти, што го спушти и бројот на советници во општините. Станува збор главно за општини каде што доминантно живеат етнички албанци, а најтипичен пример е Гостивар, каде на овие избори бројот на гласачи се намали за 26.000, што е речиси 30%, па поради тоа новиот општински совет ке брои дури 8 советници помалку. Александар Спасовски, Сител телевизија.